Добро вечер. Политичкиот клиентелизам и натаму ги сведува етничките прашања на меркантилен договор помеѓу македонските и албанските преговарачи. Додека се пеглаат последните детали околу реформите од договорот од Пржино, опозицијата објави документ во форма на анализа и препорака со архивски печат подпишан пред 4 месеци помеѓу владата и Питер Фейт од Европскиот институт за мир, кој во 2001 година беше посредник во војниот конфликт. Што пишува во ревизијата на Охридскиот рамковен договор? Социјалдемократите прашуваат дали е на повидок федерализација на државата. ВМРО ДПМ не посочуваат дека се против сите идеи за федерализација, а дека СДСМ е партијата која секогаш го витка рбетот и калкулира со националните интереси. Додека документот не биде официјално образложен, стигнавме до дел од драфт верзијата која се однесува на употребата на езиците. Вечерва разговараме за дел од предложените решенија. Можна ли е нова територијална поделба, рамноправна распределба на буџетот, ротација на трите најважни државни функции, консензус за државните символи? Ќе се отвори ли повторно уставот? Зошто ревизија токму сега? Во држава која 13 години не може да се преброи по фијаското со пописот пред неколку години, легитимно е да се праша дали тоа ќе биде нова статистичка вежба на етничко пребројување или пак политички пазар. Во второто издание на Клик Плюс за овие теми дебатираат универзитетските професори. Владо Поповски, добро вечер. Добро вечер. Љубомир Фрчковски, веднаш до него, добро вечер и за вас. Добро вечер. Професорот Константин Миновски, добро вечер, професоре. Добро вечер. И професорот Глерим Река, добро вечер и за вас. И благодарам што прифативте поканата да учествувате во дебатата. Професоре Поповски, документот е договорен уште пред 4 месеци, додека опозицијата ги објавуваше материјалите од прислушуваните разговори. Зошто токму сега се отвара прашањето за ревизија на Охридскиот рамковен договор во овој политички контекст каков што е актуелниот? Вашето прашање очигледно сугерира дека се отвара овој проект паралелно со постоење на една криза со друга, така да се каже, генеза. Самите рековте дека договорот е подпишан пред 4 месеци, претпоставам дека некој го има подпишано секретаријатот за спроведување на Охридскиот, да. Спроведување на Охридскиот договор. Претпоставам бидејќи тој секретаријат е сегмент на владата на Република Македонија, дека владата е запознаена. И ако предпоставиме првото и второто дека постојат, тога значи дека на еден начин темпирањето на реализацијата на проектот можда не е пресметано да се преклопи точно со острицата на оваа криза која што има друга генеза. Поготово што треба да се подсетиме и на еден факт дека тој секретаријат пред година и пол во неколку наврати и тркалезни маси одработуваше квантитативна анализа на спроведувањето на Охридскиот договор. Тоа е еден факт. И второ, дека ланската година тој секретаријат доби европски средства за да изврши квалитативна анализа на спроведувањето на Охридскиот договор. И таа квалитативна анализа што лани се пишуваше од автори од Република Македонија. Практично, господинот Питер Фейт и Европскиот институт за демократија, за мир, кој што го доби овој проект, всушност го повторува проектот или го повторува истражувањето на квалитативната анализа. Прави квалитативна анализа на реализација на Охридскиот договор. Може би, нарачателот, бидејќи парите ги даваш Европската унија и во првиот случај, и во вториот случај, може би сака да има две анализи паралелни, една покрај друга, за да види со оглед на методологиите или друго, до која степен се преклопуваат наодите на ланската анализа, која што инако е завршена и предадена на секретаријатот за квалитативната страна на реализацијата на Охридскиот договор со тоа што ќе го истражи, најде и дефинира господинот Питер Фейт.
На вашето прашање практично не одговорив, но еве еден можен мал одговор. Може би е тоа и некој мотив сега кога е создаден практично еден голем проблем во политичкиот живот, да се вклучи и оваа тема со тоа што сметам дека доколку е мотивот таков, значи доколку се пофрагилни или покршливи, понеотпорни преговарачите и доколку се смета дека на тој начин може да се истуркат некои повеќе решенија отколку што инаку би били истуркани, тогаш тој мотив за мене не би бил прифатлив и оправдан. Професоре Фрчковски, нема евидентна криза на меѓуетнички план, ама има потреба од таков тип на анализи и на ревизии. Ваш став? Зошто токму сега? Па ја мислам дека текстот кој го видов јас еднаш-два пати, имав шанси да го видам, може да се гледа од два аспекта. Едниот е содржински, а вториот е зошто сега. Тука ја мислам дека работата е малку по-јасна отколку што во процедурите се објаснува. Имено ДУИ не се снаоѓа во оваа криза, тој е дел од владата и веројатно носи багаж од владата и незиното владење целова време. Нема никаква посебна игра. Вие знаете, во преговорите ја држеше страната на ВМРО многу тврдо до последниот момент, последниот момент беше фактор на главен притисок и мислам дека игра на една инерција, дека етничкиве прашања од овој вид се уште исплатливи политички и го отвара ова прашање кое точно има некоја своја историја, меѓутоа тоа опште не е содржински поврзано со кризата. Кризата има друг карактер. Кризата има карактер на кршење на индивидуалните човекови права во една држава, невможност да се воспостави правна држава. Ама доаѓаат избори. И во таа смисла тоа е една поплава, голема криза која изнуди меѓународна интервенција од редок тип, една робусна интервенција која практично создава паралелни институции кај нас. Значи став дека нашите институции не може да изнесат решението на кризата, тоа е изразот специјален обвинител. Веројатно ќе оди и понатака тоа. Значи, тој тип на криза се создава прашање поединец држава, поединец влада. Во таа смисла, таа криза истовремено е лековита на некој начин на меѓуетничките односи, се создаде ново заедништво во борба против, условно кажеме, режимот меѓу македонците и албанците, кои ние досега не сме го виделе во протестите. И сега ДУИ во таа ситуација се обидува оваа карта да ја одигра наново и затоа постои ваков мој став. Прашањето на оваа расправа не треба да добие легитимитет на политичката сцена. Ние можеме стручно да расправаме, веројатно ова ќе биде предмет на расправа и понатака. Тука има поголемиот дел од тоа се сосема прифатливи предлози кои може да се расправа, меѓутоа не треба да добие точка на политичката агенда, бидејќи било дефинитивно дефокусирање. Ова не е меѓуетничка криза. Ако некој сака да ја прикаже како меѓуетничка, тоа е практично дефокусирање од основната криза и обид да се најде алиби и да се извлече од одговорноста за таа криза, бидејќи ДУИ влегува во практично 8 години е заедно партнер со ова. Во таа смисла тоа ми е мене јасно. Меѓутоа друго прашање е што содржината на темите ние можеме да расправаме стручно за тоа. Има интересни решенија и тие се сите воглавно во рамките на Охридскиот договор. Терминот ревизија не е коректен. Кај нас ревизија подразбира промена. Анализа? Ревју. Ова е практично преглед на остварувањата во поголемиот дел на решенија. Ама има и препораки. Има и препораки, од кои една препорака излегува од Охридскиот договор, тоа е препораката 12, која бара промена на уставот и промена на Охридскиот договор, де факто, али се промена на уставот, каде што се бара именување на јазикот кој го зборуваат најмалку 20%. Во таа смисла не се бара содржинска промена на уставниот член, туку се дава символично нагласување на тоа кој е тој јазик кој го зборуваат најмалку 12%. Меѓутоа сетики бара уставна ревизија, и тоа е друга процедура сега. И фактички промена на Охридскиот договор. Отварање на Охридскиот договор е исто така проблем кој треба да се разгледа. Дали е политички нослив на некој начин. Во таа смисла тие две точки може да бидат проблематизирани, а најголемиот дел може да се расправа стручно, но не како точка на
кризата од пржина, која ќе ја дефокусира целосно јавноста и сега ние расправајќи за тоа, практично ние не можеме да расправаме за одговорноста на ДУИ во цела оваа приказна, бидејќи основно прашање се поставува. Зашто тие беа глупави овој документ да не го извадат пред 5 години или пред 10? Истите прашања од него решени стојат пред 7 години. Пред 5 години, ајде кога влегле во влада, 3 години да им требало за загревање, пред 5 години. Што барат сега да ги расправаат овие работи? Потоа, они во поголемиот дел од препораките го ревидираат сопствениот закон кој го предложиле за јазици. Па тие го предложија тој закон за јазици. И сега, остварувањето на тој закон предлагаат промени, дури и номотехнички ги одработуваат тие промени, како изгледа. Прашањето е, зашто не ги вметнале со време кога виделе тоа, па прават и така натака и така натака. Како може да не го видат уставниот член кој дозволува албанците да поднесуваат барање на својот јазик до министерствата, цело ова време, 10 години да не го видат, сега да го видат тој член и дека можат да го ревидираат, да го реализираат договорот и така. И така натака и така натака. Сите тие аргументи зборуваат дека приказната е избегнување политичката одговорност од постојната криза, користење на една иначе легитимна тема, како што е реализирање на Охридскиот договор, сега токму на масата на пржина. Тоа е мој став. Професоре, река да преидеме на точките од или на дел од предлозите кои што ви ги доставив во поглед на драфт верзијата од тој документ. Се согласувате ли со квалификацијата дека албанскиот јазик не е службен јазик во Македонија, туку дека е јазик во службена употреба? Ја прво, од принцип, избегавам да коментирам неавторизирани текстови, па чак парцијални текстови, оти ова што го имам пред мене, се некои делови од таа анализа. Втората моја забелешка е, колку што може да прочитам, таа е повеќе номотехничка анализа или нормативна анализа, од што е некоја содржинска политичка подлабока анализа на спроведување на рамковниот договор. За да го потврдам ова дека моje мислење дека прво дали требаше да се чека толку години да се направи една квалитативна анализа, јас само ќе ви покажам една друга анализа која направивме ние пред 5 години во Универзитетот на Југоисточна Европа. Еве ги имате на 3 јазика, во која после 10 години од Охридскиот рамковен договор ние направивме една анализа од 300 и нешто страни на македонски, 300 на албански и на енглески, од 45 научни работници, во кои дадовме препораки. Една од тие препораки во 2011 беше токму оваа: Европската комисија да побара од секретаријатот анализирање на спроведување на рамковниот договор, што мене ми е стварно мило што на крајот и го направија. Вие викат, вашето прашање беше дали албанскиот јазик е службен јазик во Македонија. Со жалење треба да констатирам дека не е. Затоа што и во Уставот на Република Македонија, во ставот 2 на амандманот 5, не е стриктно дефинирано дека е тој службен јазик, како што е македонскиот јазик во ставот 1 од истиот амандман. Ја мислам дека неофициализација на албанскиот јазик е само еден од многуте делови од Охридскиот рамковен договор кои не се спроведува веќе 14 години. Пред се има и поважни и појаки компоненти од Охридскиот рамковен договор кои се или заборавени, или забоштени, или кои се одоголечуваат сите овие години. Ако знаеме дека Охридскиот рамковен договор се состои од тие 4 столба или 4 компоненти, мировната, која веќе е реализирање со денот на подписот на 13 август, новата политичка филозофија или новиот политички систем за градење демократска и мултиетничка држава, третата компонента равноправноста или застапеноста и четвртата градење на помирување и доверба меѓуетничка. Ако ги гледате сите овие 3 останати столба и после 14 години нити е направена, нити е постигната меѓуетничката доверба и помирување, нити е достигната целта за застапеноста на албанците во институциите, и било во човечката димензија, било во буџетската димензија, и
Сепак и после 14 години Република Македонија, иако е мултиетничко општество, формата, уставно-правната форма е моноетничка држава. Значи, не соодветува државната форма со содржината на тоа општество. Така да, неофициализација на албанскиот јазик како службен јазик во Република Македонија е само една последица. Ја мислам дека Секретаријатот за имплементација на Охридскиот договор требаше да направи подлабока политичка анализа, а не една номотехничка или нормативна анализа кој член не е имплементиран, што треба или се предложуваат некои нови параграфи и членови. Мислам дека треба посериозна работа и посериозен приод кон рамковниот договор. Професоре Миновски, дали тргнувањето на тој критериум 20% од граѓаните што живеат на одредена територија дека имаат право да се обраќаат на својот мајчин јазик, тоа да не биде наведено како име, дека тоа е албанскиот јазик, на некаков начин ги ускратува граѓаните албанци во Македонија да ги остварат своите права? Јас сум од оние, речеме, ретките што уште кога се носеше Охридскиот договор имав критички однос кон него. Не сметав дека тоа е начинот на кој што треба да се решават проблемите. Значи, правото на употреба на јазикот не само на албанците, на сите претходно во разните устави знаат колегите правници дека имаат различни форми, имаше од народности, па имаше форма на етнички групи и така натаму, кои што нема, видете, никогаш немале тие дека помалце важа, помало значење во рамките на државната структура, дури во поранешна Југославија. Со се тие сите измени што ги трпеше тогашниот устав. Него ставно кажуваше на различна форма, општествена форма на групата која екзистира тука. Така да не мислам дека формата 20%, да речеме, кога се носеше рамковниот договор, ја го критикував тоа како тенденција кон создавање бинационална држава, речеме, која што има една историска димензија околу проблемите на конфликтите што произлекуваат од идеите, нели, за големи држави кои што воскреснаат, нели, после падот на Берлинскиот зид и особено кога се види дека поранешна Југославија се распаѓа. Што се работи до овој документ, значи јас се согласувам со колегата дека неблагодарно, ја дури не знаев ни дека кој е авторот на документот, не знаеме, не е подписан, меѓутоа се тоа најмалку личи на анализа. Рече, барем од она јас што претпоставам како се прават анализи научни, а нити квантитативна, нити квалитативна. Ова се дискутиравме дека методологијата е многу чудна. Да се приберат некакви податоци и дури уште почудно што Европската унија одделила пари за вакво нешто, она не одделува за, да речеме, посериозни проекти. Само момент. Професоре Поповски, побаравте збор, повелете. Значи, принципот на кој што се примени при решавањето на проблемите 2001 година, се применува и сега во секоја политичка, и верувам во наредна политичка криза, каде што одлуките ќе ги носи мал тесен круг на луѓе, кои што после ќе треба некој да ги примени. Впрочем, како што ова анализа, нели, таму не вели препорачува, вели собранието треба да направи во најблага форма или мора да го донесе. Тоа значи ова не е препорака, веќе ова е наредба да се направи тоа и тоа, и другите треба да го прифатат. За јазик и така. Која е сега смислата на, нели, прашањето демократија, парламент, па дебати, партии, нели, тоа се веќе безсмислено се доведува воопшто која било дебата околу, односно правила на, еве, да го прифатиме тој термин демократско однесување. Професора? Да. Еве вака, јас спротивно на тезата дека во Охридскиот договор, односно во Уставот на Република Македонија, албанскиот јазик не бил службен јазик, имам друга теза. Имено, многу е јасен ставот 2 на амандман 5 дека јазик кој што го говорат најмалку 20% од граѓаните е исто така службен како што е тука
Но не е именуван како што е определено во овој овој, член. да. Разликата меѓу став 1 и став 2 значи дека албанскиот јазик не е службен на цела територија и во меѓународните односи. Што значи дека кај македонскиот јазик е определено тоа и во тие области. Тоа значи дека албанскиот јазик или јазикот 20% што го говорат е службен во оние области кои што се прецизирани во ставот 3, во ставот 4, во ставот 5. Од тие причини, значи, станува збор за службен јазик. Второ, она околу именувањето, дали треба и понатаму да биде 20% или да се именува и како, бидејќи се знае дека станува збор за албанскиот јазик, и второ, се знае дека до 20% не се доближува ни една друга заедница, за да остане отворена вратата, за да биде и тој службен на нивото на албанскиот јазик. Значи, во таа смисла сметам дека е коректно да се именува јазикот. Тоа што не е именуван во 2001 година, прво зависело во голема мерка, по моје мислење, од резоните на редакторот. Второ, не треба да се заборави дека англиската верзија е оригинална верзија за толкување на Охридскиот договор. Субјектите кои што учествува ги изнесува своите барања и своите аргументи. Технологијата на конечната редакција одеше во таа смисла што меѓународните посредувачи беа и кадровски, а и инаку и логистички подготвени, на база на сите тие дискусии предлага формулација следниот ден. И таа формулација се усвојуваше, што значи формулацијата во оваа смисла не дојде од внатрешните субјекти. Тоа беше, да. Резонот можеме да го претпоставиме, но не е продуктивно во овој момент. Но во овој момент веќе со оглед на чувството на албанците на кои се однесува тој јазик, а второ со оглед на фактот дека станува збор со овој критериум само за уште еден службен јазик на ниво на Република во смисла на ставот 3, 4 и 5 од амандманот, дека станува збор за албанскиот, не е проблем, би требало тоа на вистина да се искажи на тој начин и да не стои едно сомнение просто така да се каже за џабе или на штета на меѓусебните односи и зголемувањето на довербата. И на крајот, дали овој пристап на проектот што го води господин Питер Фейт е во ред или не, во смисла на тезата дека е потребно да изврши политичка анализа, а не правна вака стручна, јас мислам дека овој пристап е во ред заради следното, заради тоа што нема ниедна досега теза која што може да тврди дека содржината на Охридскиот договор не е нормативно спроведена, односно не е акцептирана во Уставот. Имено, ние треба веќе да говориме дали Уставот на Република Македонија се спроведува или не се спроведува. А во Уставот на Република Македонија до збор е инкорпориран Охридскиот договор. Во законската регулатива на база на Уставот и на база на Охридскиот договор донесени се десетици закони во кои се нормирани сите тие односи. Што не е остварено? Не е остварено тоа што нас не обврзува Уставот и законите во Република Македонија. Од тие причини диспутот што треба да се води на ниво на тоа дали Уставот и законите се остваруваат, да не разговараме уште за Охридскиот договор под претпоставка ако имаме согласност дека Охридскиот договор во Уставот и во законите е акцептиран. Што значи проблемот е од Уставот и законите кон праксата. И од тие причини предлозите на ова работна група која што го правила е стручна и со правни препораки. Издржани препораки. Ако може да се надоврзам со темата што се отвори за ова 20%, ја мислам дека ова решение од рамковниот договор, пренесено и во Уставот, е нелогично, политички неиздржливо,
правно нејасно, а национално за албанците и увредувачки. Значи, увредливо е албанците да се бидете сведат народ од на една 20%. статистичка категорија или со тој и со рамкувањето и со уставот ние креираме статистичка нација. И логичното прашање е добро, утре да речеме после 10 години, што ако бидат албанците под 20% или 10%? Значи ли тоа дека зависно од статистичките податоци од пописот, они ќе имаат толку или помалку права? Не знам зашто сметаше да се наведе албанскиот јазик, албанската нација како конкретен социополитички концепт, него се идеше со овие бројки од 20%. И не да полемизирам со професорот, кога рече дека не албанскиот јазик не е службен, но е во службена употреба. Мислам дека Не, реков дека исто така службен, но во тие другите области. врз основа на Освен во точките тие од истиот став 2. Точките 2, 4, 5 и 6. Да. Во тие ставови ќе видите, професори, дека прво што недостасува за албанскиот јазик да биде службен. Во владата на Република Македонија не е дозволено албанскиот јазик да се користи и во седниците на владата. Второ, со тие ставови е определен албанскиот јазик како едно индивидуално право на граѓаните, не е како колективно. Ја како граѓанин на Република Македонија имам право, според Уставот, да се обраќам на институциите на државата на албанскиот јазик. Но институциите, да речеме нашиот универзитет, Југоисточниот универзитет, нема право да се обраќа на албански до министерството. Бар до сега сме имале таква пракса. Затоа ја мислам дека треба да се направи уште еден напор да се издигнеме изнад националните, етничките тесни видувања и некако да го надминеме, оти нема тука. Тука има уште 4-5 прашања кои можат потполно да го направат албанскиот јазик службен. Вака како што е, ја викам, албанскиот јазик е сепак на доменот на индивидуални права на граѓанинот. Не е институционален јазик, не е колективно право. Професоре Фрчковски, Македонија нема во контекст на овој муабет Комисија за стандардизација на географските имиња со одлука на владата негде од 2009 година па натаму. Топонимите во Македонија се прогласени за културно наследство и се заштитени во таа смисла со закон. Од Институтот за македонски јазик реагираат дека горем дел од топонимите во Скопје и во останатите градови во Македонија се менуваат Попова шапка, Стана, Кодре, Дјелит, Охрид, Охер. Дали ова е во духот на Охридскиот рамковен договор во поглед на социјална кохезија? Заради тоа што тоа е клучниот аргумент во оваа анализа која што ја направи Питер Фейт. Знаете што, анализата, ако ја погледнете, е составена од 4 документи и таа е мощна, е детална и добро направена. Внимавајте со квалификациите дека е така, не е анализа ова. Ако погледнете, ваква анализа до сега не е направена од никого во прецизна смислен збор. Има една поддршка околу процентуална употреба на јазикот во сите нивоа. Обраќање до администрација, образование, судство, универзитет, здравство, судство, да. Не знам ја до крај, немам аргументи да потврдам дали бројките се точни, но тоа изгледа мощне детално и на тоа можете да се спротивите само со исто таква детална анализа, не со овлаш муабет од надвор. Тоа е прво. Второ, анализата покажува во 99,9% исправност на рамковниот договор во целина. Целата анализа, кажем. Таа само во едно место излегува, ова символично место за кое фактички не полемизираме, туку се согласуваме сите, дека албанскиот јазик може да биде назначен директно. Второ е прашање отварање на уставната постапка како проблем прави. Но тука нема проблеми околу тоа. Никој не мисли тука некого да излаже, туку едноставно, ако е тоа важно, а важно е, околу имињата и топонимите тука има меѓународни стандарди, тука се предлага и подпишување на Европската поvelba за малцински јазици, кај што тоа е регулирано, и Рамковната конвенција за малцински, и тоа е регулирано така како што се спроведува кај нас. Како реагирал институтот не е важно, тие треба да прочитаат стандарди околу тоа и околу тоа е све во рамките на Охридскиот договор. Сега,
знае да биде таа процедура некој пат нахална, груба, ги менуваат имињата на школите онака на сила, па тоа предизвикува реакција, тоа е друго прашање. Ставете го. Меѓутоа, во принцип, тоа е во рамките и тоа е окей, мислам, тој процес е окей, независно кого нервира или кого не нервира. Внимателно тука има околу Access Rights и дел од пристапни права, до правата на пристап до државната администрација. Проблемот на набојот кон Охридскиот договор е транспониран од незадоволството од неговото спроведување од актерите кои го спроведувале. И треба да се разјасни тоа. Концепцијски дури ни во најголема, после 15 години, приказната не оди до анализа која него го негира или вика дека тоа застар. Не, напротив, се е во рамките негови направено. И сега гледаме уствари колку простори има тука за да се направат законски промени, не само неспроведување на законите се проблем во еден дел. Значи и законските решенија не се добри, тие се под нивото на уставот, порестриктивни се од уставот. Имате тука компаративни формулации како е во законот, како е во уставот. Се гледа во законот како отишле да го стиснат тоа два чекора пониско од актерите. И сега, фрустрацијата од актерите, секој од своите, албанците пред се одуи, го транспонираат на напад на Охридскиот, не е тоа окей. И странскава анализа исто тоа го покажува. Они точно го лоцираат кај се проблемите во рамките и наваат решенија за тоа. Се интересно е да проидеме на брзина околу решенијата, да не биде тоа абстрактен разговор. Значи, првото право е ова пристапни права. Секој, и тоа се доведуваат во уставот со следната констатација. Уставното загарантирано право на комуникација со министерствата на службените јазици, македонски и албански, не се спроведува и значително е подкопано во праксата и во законите. Подкопано. Се од кого погјаволите од подкопано? Од мене? Од тебе? Од Река? Не, тоа е подкопано од актерите 10 години на власт. Они тоа негови или намерно го подкопуваат. Са прашањето е многу непријатно за Дуј. 15 години. Зашто го подкопуваат сопствениот интерес? Што е сега интересот за да го подкопаш тој интерес, а го сметаш за базичен, треба да си многу, многу мотивиран. Кој е тој друг мотив што бара од тебе да го подкопаш? Сега, анализата не е дополнета со еден многу важен столб, а тоа е регрутацијата на албанците во државната администрација. Очекував, значи во дополнителен дел на овој, не само за јазикот да се однесува, него да се анализира злоупотребата на тој процес дефиниран од рамковниот договор од партиите. Значи партизација на тој процес, посебно за албанците, посебно македонците, али за албанците акцент ставен од страна на партијата Дуј. И тамо да бараат помош од Европската унија, од иста во оваа Европска унија, да бараат, дојдете и направете комисија да влезат најдобрите албанци, не значи македонци, него најдобрите албанци у државната администрација, не од Дуј албанците. И се очекував да видам една анализа сериозна, таа нема нормално, кај јазикот има, кај ова, или ќе дојде, не знам, можеби ќе дојде. Тоа се уште 3 сегменти. Значи, злоупотребата на етно регрутирањето од партиите е голем проблем, го компромитира целиот процес. Не само што го компромитира, него корупцијата тука на Дуј оди по друга линија. Она молчи за триплото зголемено примање на македонската партија на своји регрутни луѓе во администрацијата. Администрацијата онија презема со 95 до 110.000, не може тачна прогноза да направи. Сега е 192.000 по нивни проценти. Значи дуплирана. Зошто немате податоци колку се застапени албанците на ниво на цела државна администрација? Никогаш не сме видели. Затоа што тие релативно се под нивото кој пред 10 години. Зошто? Затоа што на секој албанец кој оди на прием пред камери, одат тројца македонци без камери. Релативно останува број. Он тачно се зголемува бројот на албанци вака во апсолутна бројка, но релативната бројка во однос на македонци останува иста или се намалува. Не. Са тоа е и тоа сакам да го видам. Ја до сега не сум ја видел бројката за регрутирани албанци на ниво на целата администрација. Дали е зголемена и колку е зголемена? Ние гледаме нешто во администрацијата, нешто во дипломатијата, негде кај што се заинтересирани некои луѓе ги гледам, но генералната ситуација е критична. Повелете, професора? Партизацијата на администрацијата започна уште 1994 година. И тука никој не е ослободен.
Второ, познати се пропорциите релативни на учество на албанската заедница во јавната и во државната администрација. Во државната администрација со 25 до 26% учествува, што значи комплетно е таму присутна, а во јавната другата администрација учествува со 19%. Трендот од почетокот, кога имаше 2 до 4% во јавната, во секоја година е нагорен, што значи дека и во релативна смисла се поинакви состојбите. Другите коментари стојат сосема како што ги кажа колегата Фршковски. Професор Река, Се повелете. надоврзам со колегата Фршковски кој ја отвори темата или третата компонента, тоа е правичната застапеност. И квантитативно, и квалитативно, таа не е постигната ни оваа година 2015. Значи, мислам дека последниот податок беше 19% е застапеноста на албанците во државите. И ја така од јавниот правобранител мислам дека го имам тој податок. Тоа е добро квантитативен податок, што значи се уште е под тој фамозен 20% од Охридскиот договор. Но да анализираме се квалитативната застапеност. Што подразбира 19% од албанците во државната администрација? Дали се обични чиновници, дали се референти, портири, вратари и така натаму. Ајде да речеме од највисокото државно ниво, ние до ден денес, не само од рамковниот договор, но од 91 од кога Република Македонија е самостојна суверена држава, ние немаме никогаш, немавме до сега, веројатно во догледно време нема да имаме, албанец во 6 највисоки државни функции. Ни председател на собрание, ни премиер, ни министар за надворешни работи, ни за внатрешни, ни за финансии, да не зборам за директор на УБК, да не зборам за шеф на генерал штабот на армијата, да не зборам за главен преговарач за името, зашто да не, за НАТО и така натаму. Значи, не само што не е квантитативно, исполне 20% од саканата цел од Охридскиот договор, но се уште овие 6 функции се недостапни, ајде да не речам етнички резервирани само за македонците. Мислам, видите, мене ми е многу мило што денеска разговарам со македонски колеги и се обраќам на македонската јавност. Ова сум го рекол во албанските емисија, но мислам дека, ево сега, да размислам како македонец, она што недостасува во македонската политичка елита е дефицит на државен патриотизам и суфицит на етнички национализам. Да сум ја како македонец, поважно би ми била опстанокот на државата, а не идентитетот или символите националните. И сега, ако е толку важно за опстанок на оваа државата, едно мало прашање кое е готово, кој што разговаравме со професорот Поповски, дојдено до 3-4 параграфи кои треба да се сменат за албанска да стане службен јазик, ја мислам дека тоа е најмалата цена за стабилна, суверена, демократска и функционална држава. Дали е помалку стабилна држава Белгија, Финска, Швајцарија или Канада, ако има 2 или повеќе јазика? Мислам дека службениот јазик албански не е некој предизвик голем политички или некој дестабилизирачки фактор за оваа државата. Професоре, конески српскиот јазик е официјален во Косово. Можеме ли да повлечеме паралела? Значи, вака, ќе се вратам малку назад околу анализава. Значи, целата анализа во функција на кохезија, на општествена кохезија. И социјална. Меѓутоа, никој не каже овде што подразбира под општествена кохезија. Тоа е многу мултидимензионален проблем и сериозен, и има и во науката има проблеми околу како јасно да ги дефинираш и фазите во кои што се остварува кохезијата. Сега, ја не тргнам од правните и политички ставови, нормативни аспекти на ова анализа. Меѓутоа, не видов нигде, да речеме, на колку албанци ме скратено правото, сега ги користам албанци затоа што во случајов еве зборуваме, заедно сме тука, да не може да извади документ на неговиот јазик, да не може да се обрати во некоја институција на неговиот јазик и да
Мислам, нема таква анализа никаде во овој документ кој што произлегува од праксата, него тоа е анализа на правните формулациите на правните решенија, кои што впрочем и тие што ги правеле ова анализа учествувале во изготвувањето и на претходната. А тоа е сега се проблематизира уставот, не Охридскиот рамковен договор. Охридскиот рамковен договор е имплементиран согласно со професорот Поповски во самиот устав веќе. Ние проблематизираме устав. И сега повторно се наоѓаме во ситуација, ова го спомна сега професорот, дека меѓународните преговарачи доаѓале со готови решенија, дека тие во секоја ситуација имаат решенија. Па тоа и сега се случува. Ние овде имаме меѓународниот од тогаш актер во случката доаѓа со решение. Јас од оваа анализа не можам да го извлечам тоа решение. Може да е така, може и да не е. Не мора да е така. Вие може да барате во уставот секој албанец или србин да има име напишано на неговиот јазик. А што ако тој сака да има на друг јазик? Да не сака тоа право или не сака да го чувства како уврска, пример. Се зборуваме генерал. Контра аргумент. Се извинувам. Борете се до тоа. Меѓутоа, кога станува збор за кохезија, треба нас да не е јасно. Македонија длабоко поделена по етнички, религиозни линии. Тоа е расцепено општество. И се што се работи од 90 и 91 година не оди во прилог на кохезија. Ако ние сакаме да имаме доверба, довербата не се гради со негирањето на македонската нација и можноста македонската нација да има држава, што беше проблематизирано оние што се сеќаваат од периодот на распаѓањето на Југославија. Сега вие кај ќе барате довербата? Дали ќе бараме довербата со партијата што дојде на власт 2001 како директно учесник во оружен напад на државата? Не можете да добиете довербата. Мислам, проблемот е, значи има повеќе општествена димензија длабоко отколку што се обидуваме преку некоја форма правна и политичка да регулираме. Кога се работи за општество во транзиција, да речеме, општеството во транзиција, тоа ќе го најдете кај Линц и Стефан, тоа и има, мислам, преведена таа книга кон демократијата. Да, значи таму убаво вика, треба прво да се направи добра политичка рамка. Значи јасна, за да може вие да спроведете и економски реформи и транзиција, затоа што кај нас ја немаше таа политичка рамка на почетокот и она се што произлегува, значи не беше јасно дефинирана, точно беше како што ви реков, меркантилистички помеѓу различни групи кои што сака во моментот да речеме да остварат влијание или да дојдат на власт, не е важно веќе зашто. Меѓутоа таа форма не се направи. И сега понатаму, знаете како, кога една грешка имате во истражувањето, ако не ја санирате на почетокот, таа после се репродуцира и се мултиплицира. И сега вие економските проблеми се намножија со огромен број невработени. Нели приватизацијата, стечајните работници како форма и така натаму. И сега вие најлесно е да барате вината кај албанците, кај не знам турците, кај србите, кај македонците и така натаму. И она етнички наспроти нели националниот наспроти граѓанскиот концепт. Па националниот е граѓански концепт, не е тој етнички. Нацијата, граѓанството ја создава во текот на нели на некаков историски контекст и развој. Професоре Река? Да. Сега не да реплицирам, оти ние тука разговараме и си правиме муабет. Но ја бар колку што ми е познато, ни внатре во Република Македонија, а ни надвор границите на државите со кои се гранише Република Македонија, нема таква тенденција дека албанците ја негират македонската нација или држава. Ја не знам ни една сериозна политичка партија во Република Македонија која действува дека има таква политичка програма со која се негира македонската. За почетокот, тоа беше 90-91 почетоците кога се правеше уставот, професорот барем мислам дека беше вклучен во тој прв тим или професорот двајцата бе. Така. Тогаш беше дека не може да биде Македонија национална држава, беше политика, него тоа може. Тоа е веќе друго. Значи, друго е немој да биде национална држава. Таа веќе национална држава од 45-та направена, не од бар од албанците и во Македонија и во Балканот, албанците никогаш не биле
против признавањето на Република Македонија или македонскиот ентитет и така натаму. Тоа го прават другите соседи, сега да не навлегуваме, но не албанците. Ама нас ни се случи бивша Југословенска да не викат овде, не да не викат надвор. Бивша Југословенска сега Ивица Дачич вика. Ма вика Ивица Дачич, што ја разбирам а не зашто Косово тој и ќе Албанија. вика. Албанија би се обраќа и Косово со Република Македонија. Да. Повелете, професор. Знаете што, ние долго време се соочуваме со овие исти проблеми. Се уват 20 и колку 5 години на нас. Мултикултурно општество е комплицирано општество. Тоа не може да биде национална држава од класичен тип и таа приказна е завршена. Дал се фрустрира, дал не се фрустрира, тоа нашиот политички научен круг независно. Таа се формира на други основи и нема време 19 век да помине еден век као национална, па да си живее, па као сега станува граѓанска. Таква приказна ние не можеме да направиме и структурата на државата не дозволува. Тој комплициран систем се состои од баланс меѓу две вредности. Едно се индивидуалните човекови слободи и права кои треба да речеме просто доминираат со 60% и другото е колективни права или правда за групи. Не може да биде едноставно само граѓанско општество, бидејќи само граѓанското општество меле по мнозинската култура. И тоа се знае. Ако пуштиш само граѓанско општество, мнозинската култура доминира. Одма на главната улица ги стиснува малцинските. Значи, овие општества функционираат претежно граѓанска култура и индивидуални човекови слова, плюс простор на загарантиран правда за групи или права, културните групи кои се различни да имаат простор да се развиваат и својата култура да развиваат. Тоа е формула. Свиджала, не свиджала некому. Допаѓала, не допаѓала. Така се развива тоа и не може да биде другачи. Концептот на интеграција не може да се случи во културен план. Тој концепт пропаѓа во западниот свет целосно, кај сите. Заборавете го концептот на културна интеграција. Тоа не се случува. Се случува така наречена функционална интеграција. Недискриминација во пазарот на трудот, во сферата на јазикот и културата во обнова и во сферата на хаузингот, живеењето. Три точки се клучни за нив за секој, за италијаните во Шведска се клучни. Така се чувствуваат интегрирани. Културно тој не се интегрира. Не може македонците не може да ги абсорбираат албанците вајс верса во културна смисла. Поголеми нации тоа не може да го направи. Културно тоа е мозаично општество и тоа секогаш ќе остане. Не се нервирајте од тоа. Луѓето живеат во големи градови, поделени градови, италијански кварт, кинески кварт и фино живеат. Процедурален консензус е важно да постигнеме. Процедурален е тој тенок консензус на политичкиот договор. И ние сме на добар пат да го постигнеме. Со сите проблеми што ги прават македонските национални дејци, кои не може да го разберат овој систем, зашто нас не е ускратено тоа. Нас не е ускратено, ние сме во таква ситуација тоа да го развиваме. И тоа го развиваме, истиот разговор 90-та година го водиме со и внатре и 91-та година и внатре во Уставна комисија и во партиите внатре исто пола СДСМ на Ханџиски со чело истата приказна. Истата, не мора опозиција да гледа. Значи таа приказна е друга сала, погрешна сала у филм, влегуваш и сега не гледаш некој филм, очекуваш друг филм се прикажува. Ние одиме по сосема еден друг пат и сега ги дотеруваме ние процедуралниот консензус го дотеруваме во криза, ние делумно, тој тенок процедурален. Со држинскиот консензус ние имаме начини на живот кои се релативно различни. Мада не треба да се прави драма од тоа. Албанците се европски народ, тоа не се пакистанци, па се ние сосема различен живот имаме. Ние сме имаме слични животи во таа смисла, но религиозните разлики се минимално. Тука имаат некаква разлика во културната продукција. И она што го доведува во криза процедуралниот консензус е отсуството на политичка волја да се спроведува тој дефиниран во уставот во кој е вграден Охридскиот договор. Има отсуство на политичка волја, затоа што политичкиот концепт на македонската групација, по моје мислење, е развивање на еден тип на органско единство на македонскиот народ. Они воопшто уставот собствен го третираат како конспирација против себе. Човековите права као песните на сирените кои го одврачаат Одисеј или македонецот да ја најде. Значи во таа смисла самиот устав е плурализмот го третираат, го инсистираат на органско единство на македонците како група и судир со непријателите. Значи тие се непријатели дал внатре, дал надвор и тој систем, таа приказна доминира со тој политички дискурс. Охридскиот договор го гледа како проблем, на буткање го реализира, истовремено сериозно ги корумпира своите албански партнери, кои во него гледаат практично идеал.
Дуи се развива како пандан на ДПМНЕ. Имаат свој лидер, имаат свој шеф на ДВК, имаат практично тотална и сега во таква ситуација вие немате политичка волја да спроведете сериозен договор за кој е потребна политичка одговорна елита. Не можете вие буџетот во културата да го спискате 600 милиона евра на една страна за проект Скопје, а за другиот да оставите 100.000 евра за книги на албанците или за... А то не можете да го направите, човеч. Во Охридскиот договор има принцип на инклузивност. Мораш да внимаваш како тоа го правиш. Не можеш тоа да го направиш. Како може Дуи со тоа да пројде? Не ми е никако јасно. Ова го прави овој документ, фино што го направи. Како може да се согласи тие пари да отидат, да не се поделат инклузивно меѓу сите, а не меѓу двете групации, меѓу сите. Тоа се 600-700 милиони евра. Знаете, тоа не ми е јасно. Тоа е политичка волја. Тоа не е тенкиот процедурален консензус поврзан со Охридскиот договор, уставот и овие проблеми кои ние на тоа ниво сега ги расправаме. Политичката волја мора да се реши сега. Да завршам со тоа. Имаат албанците на поговорка, кога е поплава, браќата не се договараат како ќе ја делат куќата. Сега имаме ние поплава. Политичката криза од овој тип е поплава од друг вид. Криза од друг вид. Сега таа криза ќе збориме со пад на режимот кој е узурпирал демократијата, според моје мислење, и со едни нови почетоци на таа структура. И ќе ги расправаме ние овие работи понатака во различни комбинации, но тогаш кога поплавата ќе помине. Иначе, жестокоста на кризата и интервенцијата на странците оди по една линија јасна е, таа е ригидна, таа е робусна интервенција која не се случила во други земји. Тоа е поради кризата на узурпација на авторитарниот популизам кој владее. И во таа смисла ние ќе дојдеме до оваа расправа, но до подомани. Господа, време е за реклами, ќе може да ги видиме, се враќаме по 2-3 минути. Останете со нас. Па ова беше готов. Добро дојдовте назад во Кликус на македонски јазик. Дискусијата се уште трае. Господа, веќе сме во програма. Продолжуваме понатаму. Стигнавме кај парите. Професорот Фрчковски ги спомна парите. Професоре Поповски, дали е можно одлучување со Бадентер во сите фази на процесот на буџетирање? Ова прашање се уште лебди во јавноста. Тоа прашање е јасно дека не постои во Охридскиот договор. Во Охридскиот договор постои еден општ принцип дека инклузијата или вклучувањето на представниците на немнозинските заедници и подобрувањето на нивниот статус треба да биде не само преку политиката, администрацијата, туку и преку достапот на јавните финансии. Во таа смисла, веројатно, одреден сегмент многу долго се дискутира на тој план. Например, таму каде што со Бадентер се донесуваат одлуките во областа на културата, образованието, јазиците, символите и локалната самоуправа, вие не можете некогаш да спроведите нешто што законски ви е признаено, доколку немате средства. И сега, јас тука би сакал само да го поентирам односот меѓу центарот и локалната самоуправа, или меѓу националната власт и централната и локална самоуправа. Проценка постоеше, например, и кај господинот Бадентер, кој што поприлично беше вклучен, инволвиран, па дури и во Охридскиот договор. А иначе не следеше уште од 1991 година по донесувањето на Уставот. Неговата проценка е дека на Република Македонија не одговара ниту консенсуална демократија општа, за која што тој кажа дека има негативно мислење, туку одговара развиена реална локална самоуправа. Тоа е едниот момент, каде што треба да се изврши децентрализација на функциите во една голема гама на надлежности и каде што треба таа материјално и финансиски да се фундира. Ако е тоа така, поради распоредот на населението во Република Македонија, значи локалната самоуправа може на своите плеки да понеси голем товар од непосредните интереси на самите граѓани, без тие да се политизираат, особено без да се изоструваат на меѓуетнички план. Дури многу истражувања
на меѓуетничките односи укажуваат дека на примарно ниво нема конфликти. Практично има незадоволство и кај едните и кај другите во однос на власта или на дистрибуцијата на средствата. Република Македонија е на последно место, на дното, по масата на финансиски средства со кои што располага локалната самоуправа. Например, стартуваше со безсмислено мала маса. Например, 0,33 од GDP, од тогаш бруто општествениот производ, и со 3,3% од вкупните буџетски трошоци. Денеска, некаде 6% од GDP и некаде 21% од буџетските трошоци, но тоа се сепак најмали средства во Европа во однос на локалната самоуправа. Што тоа значи? Тоа значи дека централната власт е таа која што оперира, можам да речем, доколку злоупотребува, манипулира со големите средства и прави разлики при нееднаков пристап во финансирањето на локалните, како се вика, потреби. И се јавува, например, владата како носител на големи комунални проблеми во различни општини, може би не во сите општини слично, и дека вистинскиот проблем е кој што треба да се актуализира, тие средства треба да се децентрализираат во многу поголема маса на релација центар и локална самоуправа. Вториот дел се разбира дека во областа на образованието, културата или слично треба да се финансираат надлежностите и функциите, а не само институциите. Инако, ако се врзи буџетската маса, например, во областа на културата, само со постојање на културни домови по општините, вие имате една неравноправна мрежа на културни домови. Вие морате да ги изградите нив во сите градски средини, за да биде равноправно во сите. Да. На проекти се води некоја сметка и има тука разбирање за некоја пропорција на поделба на учество и слично, но тоа е мал сегмент во однос на сето друго. Во таа насока може да биде само исчекор нов кој што мора политички да се постави, бидејќи не постои ниту во Охридскиот договор, ниту во Уставот. И да има друга процедура, што значи дека инако вака, духот, ако воопшто зборуваме за дух на Охридски договор, во еден сегмент, само во еден сегмент, е доколку се јави некој крупен проблем, тој треба да се разговара преку диалог, а не преку насилни средства. Иначе духот на Охридскиот договор е во основните принципи. Територијалниот интегритет, унитарниот карактер на Република Македонија и суверенитетот се неповредиви и тие мора да останат. И вториот принцип, главен со оглед на карактерот на Република Македонија, мултиетничноста на општеството мора да остане и да се изрази во јавната сфера по принцип на недискриминација, инклузија и слично. Тоа би било, така да речем, оној контекст за ако се јави некој проблем кој што на вистина е конкретен и не е зафатен во Охридскиот договор. Меѓутоа, вие во духот на Охридскиот договор ќе треба да седнете, да разговарате и да најдете рационално решение спрема тоа. Има потреба, нема потреба, остановиште пак на принципот на инклузија, на равноправност, недискриминација и на создавање на една реална, де факто равноправност, а не само декларативна. Дали Бадентер во носењето на буџетот на централната власт и на локалните општини ќе создаде поголема доверба кај деночните обврзници албанци? Да, ја мислам дека ќе создаде и ќе придонесе до подигнување на нивото на поверењето кон државата, затоа што Бадинтерот, како што рече и професорот, е сведен само за прашања кои засегаат националните интереси, културата, јазикот и така натаму. А буџетот е една јавна категорија, државна категорија, но сепак и буџетот ги засега интересите на албанците, ако сме равноправни граѓани на оваа држава. И затоа ја мислам дека нема ништо лошо зашто да не се дискутира и зашто да не се одлучува и со Бадинтер и за буџетот. Чак не знам дали е размислувано и за една друга категорија да се размислува
со одлучување со Бадинтер, а таа е влегување во меѓународни сојузи. Мислам дека би било илузорно државата да се приклучи кон меѓународни сојузи, алијанси и така натаму, а при тоа да не се респектира и мислењето на албанците кои се 25% според последниот попис. Така да за овие две категории ја мислам дека освен за буџетот и за влегување во сојузи меѓународни, меѓудржавни, билатерални, трилатерални, мултилатерални сојузи и така натаму, важно е да се респектира и мислењето на сограѓаните албанци во оваа држава. Професоре Миновски, дали преамбулата, се извинувам, имате околу ова прашање, мислам, ние не можеме попис да направиме. А немаме попис веќе 13. Не, па ни пописот од осамостојувањето на ЛК ние немаме регуларен попис. И 94-та е проценка. Имаме дел од општини. Да, точно, ама штом имате некаде веќе, значи има проблеми. А тие проблеми не ги решаваме. И ние се сакаме да направиме систем на функционирање на држава кој се базира токму на составот на население. Не навлегувам дали кои се. Значи, ние прво, во нашето општество треба да се договориме да се направи еден попис, кој што треба нормален по стандардите на Евростат, пошто ние сме обврзани, веројатно, затоа не може да се реализира. И ние потоа може веќе да се седне, да се разговара околу прашањето на децентрализација, што го спомна професорот Поповски, кое што беше и уште на почетокот дискутирано, особено околу образованието. Погодува затоа што концентрацијата на населението има општини каде што концентрацијата е поголема на некој од заедниците, да го употребам терминот што го има во Уставот, а кој што е прилично матен, вака ако земете да го анализирате. Во социологијата заедница е врзано за природни некои врски, повеќе таква една дихотомија, која што не соодветствува на карактерот на нашето општество денес. Тоа после Дејтонскиот договор се инаугурираше. Тоа е примената на некои туѓи искуства сега, која сакаме да ги ставиме во наш културен контекст и сега, добро, не е важно доаѓа до такви непрецизности. Меѓутоа, тоа е всушност првичната работа, за да може ние да речеме, да кажеме дека албанците, турците, ромите или македонците не се застапени или таму ги има, ваму ги нема. Дали која е структурата образовна. Ако сакате ви администрација да ви биде функционална, значи пред се не е карактерот дали е македонец или албанец, него дали е стручен. И јас согласувам со професорот Фрчковски. Јас од искуството имаме многу добри студенти албанци кои што не можат да се вработат, а знаеме дека сите се жалат околу неефикасност на администрацијата. Тоа, значи, проблемот не е сега само кај албанците, е поширок проблем. Иако од друга страна па без напори за решавање на прашањето на невработеноста голема што е, значи таа рецидив од таа трансформација и таа не дави. Таа не дави, многу лесно сме ранливи тука. Не само внатрешно, него и надворешно. Ние многу лесно може со нас да се манипулира во различни меѓународни контексти. Ние сме ставени. Професоре Фрчковски, дали е етноцентристичка преамбулата, таква каква што е во македонскиот устав? Не, тоа прашање Владо ќе ви одговори подетално. Јас сакам да се изјаснам за ова прашање околу буџетот. Тоа е битно прашање и едно останува една голема алка која треба да се разреши и која веројатно ќе се разреши. Значи, таму има малку поконкретна линија на одлучување отколку ова што е опиша Владо, околку само разговор и инклузивност. Ќе следите принципот на Бадинтер. Бадинтер функционира добро, затоа што е редуктивно вето само во областа на културата, образование, права кои се врзани за тоа. И тоа е теоретски новум и придонес во теориските расправи за демократија денес, од Вилкум Лика па Чарлс Тейлор, сите до ред, кај што ветото е табу тема. Тие се стварно блокирани од можноста малцинствата да блокираат систем цел со корист злоупотреба на ветото. Кај нас ветото функционира, практично нема забележено ниту еден случај на злоупотреба.
затоа што е редуктивно во таа област која директно се однесува за правата, дефанзивно е на некој начин, одбрана од нови мнозинства кои може да посегнат по правата на етничката заедница која не е мнозинска. После тоа, има со тој така наречен мајски договор, тоа е едино нешто што Ахмети го направи Саглам, тоа е 46 закона кои се точно наброени на кои се принесува Бадинтер. Тоа е голема работа. Значи, од илјадници закони, да издвоите клучни 46 на кои се однесува тоа, е голема работа. Тамо беше спомнат по отфрлен буџетот во делот. Значи, има логика. Бадинтер во таа област, законите кои се носат со Бадинтер се прецизирани, тоа помина, таа листа помина, и сега, буџетот кој ги поддржува тие закони, исто така, пардон, значи не мора целиот буџет. Значи тој шок, целиот буџет се работи кои се... Не, али делот на буџетот, тоа се големи средства. Знаете што значите да го блокирате буџетот во делот на образование? Или здравство. Значи, државата... Така што образование, наука, култура, во тој дел буџетот може да се издвои и локална, и може да се гласа по Бадинтер, и така треба. Значи, тоа треба, тоа е следниот чекор. Понатака, тоа е логика, има логика за таа приказна, и јас тоа сум го расправал со нив. Они не го покренувале 10 години назад, не знам зашто, али тоа има логика за таа расправа. И тука негде, гледате, тие работи се доследни. Инаку системот ќе се развива со овие решенија кои се во духот на Охридскиот или во духот на неговата инклузивност пред се, и горе-долу Охридскиот договор, по моје мислење, нема да се допира се до влезот на Македонија во Европска унија, каде што ќе треба некои уставни решенија да се менуваат поради типот на интеграцијата. Ја не мислам дека тој ќе се менува. Сега, уставот може во некој контекст да се отвара, не знам каков, тоа е тежок од процент, али овие го направи од него со една серија на амандмани. Ја мислам дека тој треба да се отвори, by the way, да се испразни од 70% од новите амандмани. Значи, тоа треба да се отвори, а се ослободиш од амандманите, тоа е прво едно значајно отварање. Не знам кај... Јас сум склон на граѓанска преамбула, но јас тука не сум пред се релевантен. Јас мислам дека преамбулите во таа смисла не треба да бидат констатации на историски факти. Нашата не го дефинира вака како што е дека ова македонска дека држава на македонскиот народ, туку само констатира историски како настаната, не каква е сега. Каква е сега, пише во член 2. Дека и тука е јасна, таа е граѓанска во таа смисла, али таа историска констатација погрешно се читаше и од албанците, па и од странците. Се читаше како етноцентрична и создаде таков тип на дискурси. По мене би била преамбула, знаете како, граѓанска држава, правата на еднаквост, правда, демократија се основа на принципите, меѓутоа внимавајте. Уште еднаш, внимавајте. Тоа ќе засили репресијата, ако се подпирате дека тоа ќе исчисти репресијата, го чистите уставот само без да има посебни права за заедниците, тоа само им дава шут на мнозинската заедница да влезе и да доминира. Тоа е искуствена ситуација. Значи, мора да предвидите граѓанска главна улица, но мора да предвидите специјални заштити на не мнозинските култури. И во таа смисла, таа формула е применета и таа нема да се менува кај нас, мислам, независно од тоа дали ќе се расправа преамбулата или не. Многу е важно, тоа функционира, така треба да функционира, иначе ќе направиме штета. Зборувајќи граѓански, нема да видиме што е последица на тоа. Досега, во државите каде што, тоа се вика бенигно занемарување. Сите имаме еднакви права, еднакви граѓани сме, ги занемаруваме посебните права на другите култури. Ама што значи тоа? Тоа значи доминација на мнозинската култура, по сите линии. Тоа е резултат на тоа. Треба да бидеме внимателни. Тука ние имаме добра формула. Таа треба да ја развиваме со оптимизам. Повели, професор. Останав должен, ме прашавте околу дали е етноцентрично. Тоа е преселен збор да кажете етноцентрично. Етноцентрично апсолутно значи омаловажување на туѓата култура, вредностите што ги има, значи етничка група ли е, религиска, и тоа е секако не може да се излече од оваа преамбула, нити пак може да излечеме ваков заклучок како колега Фрчковски, дека сега доминантната култура ќе нападне и све ќе уништи. Нема, тоа мелтинг потот се покажа како многу неуспешна
политика во САД, е исто така и мултикултурализмот како политика, иако овде се форсира, веќе се оди на тој интеркултурализам, иако и не мислам дека воопшто им е јасно како понатаму ќе се одвиваат нештата во рамките на капитализм. Ние сме во капитализам пред се и тука се конкурентските односи се пред се економски, а ова се е инструмент како да се, значи да се дојде до ресурсите. Некаде монопол, некаде не знам дали ќе биде ако не монопол, барем да се земе од колачот, нели? Дали е од кој да е карактер, меѓутоа во основа е профитот кој што не се бира средства, дали ќе се остварува преку соработка со држава, со не знам какви да е компанија и тука ние сме многу ранливи, уште еднаш ќе кажам, околу меѓународните контексти што се случуваат. Ние сме, колку и банално да звучи веќе зборувано, на една раскрсница каде се прекршуваат многу интереси и не е така дека некој не сака да оствари некакво влијание или да диригира, не знам, со одредена политика. Впрочем, тоа го кажува и проблемот со името. Ние од толку многу пријатели уште 20 кусур години се расправаме со проблемот со името, што е најапсурдниот проблем што може да постои воопшто во политиката, во историја, професоре, не знам ја друг пример. А со тоа што и големи наши докажани пријатели со кои што имаме трговска соработка, па не ни го признаваат името. Што се во Европската Унија, значи. Тоа е. Професоре, река во две реченици. Шпекулацијата која цело време лебди на овој договор, односно документ изготвен од страна на секретаријатот и односно од владата, е дека Македонија е на чекор до федерализација. Шпекулација, вистина, трач? Не, нема ништо од тоа. Ја не гледам во ниедна од овие препораки. Ја викам, ова што го прочитав, значи парцијалниот документ. Го немам од целина документот. Комплетниот, да. Но ја не видов дека има некое барање за федерализација. Ја пак ќе се навратам на оно што го реков во почетокот. Албанците не го негираат унитарниот карактер на Република Македонија. Тоа е потпишано и во Охридскиот договор, тоа е гласано и во уставот и тој устав е во сила. Ние само сакаме подобрување на статусот на албанците во таа држава. Ние не сакаме сега извојување, сепарација, оделување или стварање на некоја бинационална држава. Тука е големото недоразбирање помеѓу албанците и македонците во Македонија. Секое барање на албанците за јазик, за некои права, одма се преточуваат, еве сега, барат федерализација, барат отцепување. А не знам, ниедна сериозна политичка партија во Македонија, ни во програмите, ни во активностите, тоа го нема кажано. Значи, не треба да се изменуваат тезите, треба да бидеме многу конкретни. Што барат албанците, а тоа е многу јасно што барат. Ако е толку проблем албанскиот јазик да биде службен јазик, па тоа не знам што треба. Професоре Поповски, само накратко со оглед на времето, повелете. Јас се согласувам со колегата Блерим, река дека јазичната политика нема конекција со типот на државно уредување, федерализација или унитарност. Тоа е еден издвоено прашање без последици автоматски поталини и станува збор на вистина за подготвеност, за ослободување од еден национален конзервативизам кој што постои, кој што е оптеретен со многу предрасуди и на таа основа мислам дека првото што е тука ставено наместо статистичка бројка може да се именува. И второ, треба да се разгледа во амандманот 5 има алинеја 5. Алинејата 5 укажува дека вториот службен јазик, а тој е од став 2, може да биде службен и во органите на државната власт согласно со закон. Охридскиот договор и преговарачите и олеснувачите ја отворија вратата и ја оставија отворена. И сега станува збор за одмерување на она што е функционално, рационално, потребно и она што е исто така и еден сегмент да има на признание на
јазикот на нашите сограѓани со кој со векови сме заедно и да повторам уште еднаш, на примарно ниво нема проблеми, тие проблеми се политизираат на повисоко ниво. Господа, толку е времето за дебата. Ви благодарам што прифативте поканата да бидете дел од Клик Плюс на телевизија 21. Го очекувам вашето присуство повторно во некој од следните емисии. Почитувани во 23 се вестите на албански јазик, во 23:15 на македонски. Ви посакувам пријатна вечер.